8 септември не е само символичен датум, туку момент на историска пресвртница за македонскиот народ, време кога се крина јарболот на независноста, кога еден столетен пркосен оган од многу борби, откажувања, човечки страдања, херојства, битки и порази стана реалност. Гласот на 8 септември значеше за окружување на независноста, но тој е и гласот на илинденците, гласот на асномците, гласот на хероите од Кресна и Разловци, на преродбениците, востаниците, крикот на борците од Крушево, ракописот на Пулевски, Мисирков, борбата на Миладиновци, на сите оние кои со својот слободарски дух, својата визија и енергија за својата татковина даваа се, а за возврат не бараа ништо, порача премиерот Христијан Мицкоски на церемонијата за одбележувањето на Денот на Републиката. 8 септември не е само датум и никако не е случајност, туку континуитет на жетта на еден од помалите народи во Европа и последица на многу битки на тој народ. Мора да се одаде почит и на мудроста со која располагаше таа генерација политичари, македонски политичари, од различни политички партии, различни етнички заедници кои учествуваа во прогласувањето на независноста. Јас како председател на владата и секој нареден ја имаат врската да се поклони пред оние кои зборуваа за независноста, но и оние кои ја споделуваа надежта и копнежот за своја држава. Премиерот во својот говор посочи дека владата е посветена за подобрување на животниот стандард, а како што рече, макроекономските показатели покажуваат дека економијата се буди и Македонија има тренд на раст. Наредната година ќе биде исто така година на економски успеси и реално подобар животен стандард. Денес пред нас стојат големи предизвици, но и големи можности. Економијата закрепнува, нови инвестиции отвараат нови работни места, а стандардот на граѓаните постепено се подобрува. Тоа е патот по кој сакаме да одиме, пат на сигурност, стабилност и надеж. Затоа што само со здрава економија можеме да им понудиме на младите перспектива за побогат и достоинствен живот дома. Злоупотребите со прислушувањето се Гордиев јазол, кој во идниот период ќе се одмотува и една за секогаш мора да се стави крај на злоупотребата на системот, рече Мицкоски. Истражните органи мора да ја испорачаат правдата за скандалот со незаконското следење, бидејќи со оваквите чекори се удира по основите на демократијата, оцени премиерот. Не е прашањето дали ќе се декласифицираат материјалите. Тоа е сосема ирелевантно. И на таквите работи гледам како на страф и паника на оние кои повикуваат на такво нешто и како на изговор за дефокусирање од вистинските дилеми. А да не зборувам што со тоа се разоткрива и расклинкува цел еден оперативен систем. Вистинското прашање е како да ги спречиме злоупотребите и повеќе ова да не се повтори. Власта го чека и предлогот за црвените линии од опозицијата, а премиерот е во исчекување што ќе напише во резолуцијата партијата која потклекна на сите ултиматуми кои беа поставени пред Македонија. Ајде да видиме какви се тие црвени линии, чија боја ќе биде побледа од најбелата боја. Затоа што не може во исто време да се збори за црвени линии, да се вели мора да се прифати се што е на маса, безусловно. Но ви велам, да бидете сигурни, додека јас сум председател на владата, нема да има игри со вакви прашања. Државата ќе биде сигурна. Наш приоритет се европските интеграции. Биле, се и ќе останат. Врвен приоритет. Но тој пат не сме повеќе да биде срамен. Еден од главните приоритети на владата е наталитетот, кој според премиерот е прашање на опстанок на државата. Денес мора да донесеме одлука, да не ја оставиме татковината да згаснува тивко, туку со сите сили да ја вратиме надежта, радоста и детската насмевка во секој дом, порача Мицкоски во своето обраќање на официјалната церемонија за Денот на независноста во Македонската филхармонија.